Државниот архив, подрачно одделение Охрид. Проектиран и изведен од страна на македонскиот архитект Георги Константиновски во 1977-1978 година и од тогаш државниот архив се наоѓа во овој објект. Претходно бил сместен во зградата на градската библиотека. Овој архив и какви материјали се чуваат? Значи, архивот е основан во 1951 година и е започнат со работа со собирање и зачувување на архивски материјал од институциите и од предпријатијата кои што се наоѓаат во југозападниот регион. И тие се поглавно материјали по 1945 година, меѓутоа се собираат и чуваат исто и постари документи од историско значење, како на пример од ракописните книги од Свети Јован Бигорски од 15 и 16 век. Тие се едни по-представителните материјали кои што ги имаме. А во текот на секојдневното работење вршиме прием на материјали од понов период, кои што ги создаваат институциите во Охридското подрачје. Истите можат да се видат како репродукции или фотографии и факсимили од истите, меѓутоа во оригинал тие се чуваат во касата и се достапни само за истражување. Како се поделени материјалите што се чуваат овде и како се заштитени? Се чува и се организира во архивски фондови, посебни целини на документација, кои што се чуваат во соодветна наменска зграда депо, и таму тие се поставени на метални рафтови и полици и се врши заштита од кондензација, влага, изложеност на сонце, штетници и други видови на опасности за архивскиот материјал. След опасност од кражба и оштетување материјали. Безбедно зачуван во депото и нема пристап и начин на оштетување и крадење на истиот, а во однос на противпожарна и други видови на заштита си имаме посебни сензори и противпожарни апарати низ службената зграда. Канцеларијата за инспекцијски надзор. Колегите од тука одат на терен, проверуваат како работат по институции, дали соодветно таму ја попишуваат документацијата. Бележав слика од мојот прадедо Петар Чаулев и дали имате документи од него? Дали имате фотографии или документи од некои постари охридски семејства и личности? Државниот архив поседува фондови од лични и семејни збирки на документи. За жал не поседуваме фонд од Петар Чаулев, меѓутоа во склоп на другите охридски семејства и личности може да се најдат фотографии и други документи поврзани со него. Значи фотографии, документи за неговиот живот и евентуално сведоштва од неговите современици. Позначајни фондови кои што ги поседуваме од охридските личности се Григор Торличев, Фоти Масин, Коста Андоновски, Никола Герман, а имаме и од неколку семејства од Охрид. Повремено ги изложува на изложби достапни за граѓаните, меѓутоа за секој поединечен граѓанин кој што се интересира, мора да дојде да пополни барање за истражување, истото да биде одобрено, за да може да ги прелиста и провери документарните материјали за кои што е заинтересиран.
од депо се носи тука, колегите го обработуваат, моментално подредуваат во азбучен редослед документи. На постар архивски материјал има посебни прописи на користење на заштитни средства, меѓутоа претежно документарниот материјал од 1960-50 година нагоре е во здрава состојба и може и директно и со раце да се обработува. Во фаза на местење на просторот, сега го украсуваме, зедовме знамиња од сите општини од кои што имаме ингеренции за собирање на архивски материјал. Во изложбениот дел на архивот имаме неколку поставки од првата изложба на архивот. На неа може да се видат преписи од значајни документи од периодот од НОП и првите генерации после утврдување на државниот и системскиот поредок во околината. Имате тука документи, фотографии, факсимили од значајни одлуки за Охрид и Охридскиот регион. Бележани некои историски случувања во градот и пошироко? Имаме сведоштва за спортските и културните случувања во градот и во околината, како например Охридско лето, Охридскиот маратон и други слични настани манифестации. Меѓутоа документацијата за нив не е организирана по настани, туку во склоп на материјалите кои што се преземени од институциите или од личностите од градот. Од настаните низ градот во изминативе 60-70 години. Дали има важни документи од Охрид во други странски земји? И безбедносните случувања од минатиот век, големо количество на архивски материјал од Охрид се наоѓа во странските архиви, во соседните земји поготово, и истите тие материјали треба допрва преку патна соработка да се обезбедат за користење и да се достапни и за нас тука. Се користи за преслушување и евидентирање на архивски материјал. Значи, доколку има архивски материјал што не е на хартија во пишана форма, туку во снимана аудио форма на магнетофонска трака, овој апарат се користи за слушање на материјалот и водење евиденција во врска со него. Допрва треба да се прошири со повеќе фотографии. Архивот материјалите ги добива по пат на примопредавање директно од институциите кои што го создаваат материјалот или по пат на поклон или откуп од страна на граѓани кои што имаат архивски материјал вреден за чување и одржавање во архивот. Значи дека ако имаме некои интересни материјали, можеме да ги поклониме на архивот. Поминатото како за чување документите и важните материјали?
За жал, во минатото не имале стандарди и системи за одржување на архивски материјали, затоа се изгубени и доста материјали. Меѓутоа, најчеста форма на одржување се применувало како водењето на обична библиотека. Значи, документите биле чувани на безбедни места и подредувани, меѓутоа не по стандарди кои што се денес задолжителни за работа во архив. Слика од игралната група Гердан и мислам дека е дедо ми на сликата, но не сум сигурен. Да дојде во својство на истражувач, да го прегледа материјалот и да ја достави информацијата дали е или не е фотографирана на сликата и може и дополнително да не информира кои се другите личности на тие фотографии. Архивот имаме изложба за градот Охрид и Охридско низ вековите и при тоа се изложени експонати кои што не ги поседува архивот, меѓутоа се значени на темата и затоа се приложени на самите патови. Целта на чувањето на старите документи и материјали во архивот. Документите кои што се чуваат во архивот се значени и потребни, првично секојдневни правни потреби на граѓаните, а исто така и од културен и од секојдневен аспект за минатото и за чувството на истражување на самите граѓани за сопствените предци. Дали моменталните документи се превземаат сега, додека се користат, или пак се превземаат после неколку години од користењето? Архивскиот материјал обично се превзема по истекот на 20 години од настанувањето, бидејќи, како што кажа, самите институции редовно и тековно ги користат истите тие документи. Освен материјалот од кој што по истекот на 20 години се носи тука, има и материјали кои што имаат подолг рок на користење и кои што се објавуваат и се стануваат достапни за користење по истекот на 70 години, 75 години, зависно од рокот кој што им е определен. Истите тие првично не се достапни за објавување. Дали некои од документите се уништуваат? Поседува и документарен архивски материјал со рокови на чување. Истиот тој документарен материјал, согласно со препораките, се дава предлог за уништување и се уништува по истекот на рокот на чување на документите. Значи, во тој термин, тие документи веќе губат на важност и не се значени од правен аспект. Дали ви е интересна работата во архивот? Архивот изобилува со активности во текот на денот. Имаме релативно честа посета од страна на истражувачи и заинтересирани странки, така да е поприлично интересно и активно во текот на работната недела. Благодариме. Научивме дека документите со трајна вредност ќе бидат зачувани.